Почитуван господине Никола Димитров, министр за надворешни работи во владата на Република Македонија. Почитувана екселенцијо господине Кристијан Тимонје, амбасадор на Република Франција во Македонија. Почитувани министри и представници на македонската влада. Почитувани амбасадори и представници на дипломатскиот кор. Почитувани пријатели на Франција и Македонија. Почитувана и драга публико. Сега ќе се обидам ова да го кажам точно. Chers amis de la France et la Macédoine, bonsoir. Ви представува огромно задоволство во име на организаторите, амбасадата на Франција, Францускиот институт и Македонската опера и балет, да ви посакам срдечно добре дојде на оваа прекрасна вечер и прослава на еден голем и значаен јубилеј, 25 годишнина од воспоставување на дипломатските односи помеѓу Македонија и Франција. Врските помеѓу нашите две земји се, како што знаете, дамнешни и мощне богати. Ако погледнеме низ призмата на историјата, францускиот конзулат постоел во Битола веќе во втората половина на 19 век. На Македонскиот фронт во Првата светска војна војувале повеќе десетици илјади француски војници, а цела плејада интелектуалци од Македонија се школувале во Франција. Наши врвни уметници се инспирирале од Париз, а францускиот јазик и франкофонијата бележат повеќе десениско присуство на нашата територија. Целата таа испреплетеност и исплотеност на врски и меѓусебни релации добива една сосема нова димензија со признавањето на Македонија од страна на Франција во 1993 година. Почитувани дами и господа, имам огромна чест и задоволство да го покарам на сцена неговата екселенција господин Кристијан Тимонје, амбасадор на Франција во Република Македонија. Месије l'ambassadeur, veuillez prendre la parole. Почитуван господин Никола Димитров, министер на водешни работи, почитувани дами и господа министри, почитуван господин Касим Асотик, директор на Македонската опера и балет, почитувани дами и господа градоначалници, почитувани амбасадори, драги колеги, драги гости, дами и господа. Ова вечер е посветена на пријателството, на четвртина век пријателство помеѓу нашите две земји. Нема да ви досадувам со долг говор. Времо. Сепак, ова вечер немаше да се случи без тие на кои треба да им се заблагорадиме. Управата на ова институција која ни ги отвори своите врати. Благодарност до нејзиниот директор, господинот Казим Асотик, до прекрасниот оркестар, како и неговиот диригент, господинот Иван Еминовиќ. Благодарност до утметниците, пред се до Елена Голомеова, нејжина беше идејата за ова вечер. Благодарност за нејзиното великодушно учевество. Како млад правник и утметник, таа е успешна на сите полинија и ја символизира верската помеѓу нашите две земји. Ви благодарам на сите вас присутни вечерва, кои имате некаква верска со Франција. Вашето присуство им дава целосна смисла на нашите напори уште од независноста да ја поддржуваме вашата земја во нејзината изграда и европска интеграција. Би сакал посебно да ги поздравам членовите на владата и нивниот пријателски гест да бидат со нас вечерва. Посебно министерот Димитров, кој ја представува својата земја со сила
и храброст. Се разбира, сакам да се заблагодарам на сите кои работеле, од сите партии, сите заедници од областа на културата, политиката, економијата, зердужењата, сите оние кои веруваа и се уште веруваат дека девизата слобода, еднаквост, братство е создадена за да ја споделуваме. Тоа е вистинско значење на вашата припадност кон франкофонијата. Скопје и Париз секогаш биле блиски кога се работи за она суштинското, горди на својата историја, на идентитетот и на различностите. Овие 25 години покажаа дека нашите две земји можат да се потпрат една на друга и во добро и во лошо. Да продолжиме по тој пат и да се видиме подворно на 50-та годишнина. По еден час музика ве поканувам сите да наздравиме и да го пославиме и на француски и на македонски начин нашето пријателство, овој јубилеј во знакот на надежта. Уживајте! Господин амбасадор, многу ви благодарам, особено за кажаната чест, вашиот говор да го држите на македонски јазик. А сега би сакала да го поканам... господин Никола Димитров, министер за надворешни работи во владата на Република Македонија, да го одржи својот говор. Повелете, министре. Почитуван амбасадор на Француската република, драг Кристијан, Ваши екселенции, драги пријатели, драги граѓани, пријатели на Македонија и на Франција. Исклучително сум гор што вечерва, заедно со еден од најактивните амбасадори акредитирани во Република Македонија, тешко е човек да го следи, ја имаме таа чест да одбележиме еден многу значаен јубилеј на 25 годишно пријателство и партнерство. Во темелите на изминативе 25 години лежи едно заедничко минато во кое што судбините на нашите две нации се испреплетени. Во историските учебници на Франција, Источниот фронт, а особено планинскиот венец на Кајмакчалан, е арената каде што стотици илјади француски војници, рамо до рамо со местното население, ги бранеле вредностите врз кои се темели современа Европа. За многумина од нив, Македонија е земјата во која го нашле својот вечен спокој. За сите нив имени и безимени, на 100 годишнината од крајот на Првата светска војна, им даваме должна почит. Од Битола, од градот на конзулите, француските конзули се тие кои ја ширеа низ Македонија напредната идеја за слобода, за братство и еднаквост. Преку своето несебично делување, а пред се со почитта и љубовта кон двете земји, во градењето на македонско-француското пријателство, несомнено, клучна улога одиграле значајни личности од современата историја. Политичари, дипломати, писатели, уметници и бизнисмени. Дозволете ми во оваа пригода посебна почит да му оддадам на францускиот сенатор Роберт Бадентер, чии лик и дело ќе бидат за секогаш врежени во државотворноста на нашата земја. Да не ги забораваме сите оние кои пронашле пријател, партнер, животен сопатник, семејно огниште во нашите две земји, сите оние на кои им се топли душата кога зборуваат за Македонија и Франција. Драги пријатели, денес Република Македонија е земја на промени, земја на надеж, беше спомната и од амбасадорот Тимонје, земја која испровено стои пред предизвиците и е цврсто решена да ги надмине. Подготвени сме да свртиме нова страница, врз која ќе испишеме просперитет и иднина за нашата земја и за нашиот регион.
Пат кој води до просперитетна иднина минува низ процесот на интеграција на Република Македонија во Европската Унија и во НАТО алијансата. На тој пат повторно ќе ни биде драгоцена француската поддршка. По последните средби со францускиот председател Макрон и министерот за надворешни работи Le Drian, охрабрен сум од француските пораки. Убеден сум дека со помош на нашите европски пријатели, со Франција посебно, ќе успееме да ја градиме новата иднина на Република Македонија како пријатели, сојузници и партнери. Убеден сум дека лидерството на Франција нема да пропушти историски прилики за успех. На крај, во моје лично име и во името на Министерството за надворешни работи, би сакал да му се заблагодарам на амбасадорот Тимонје, на Францускиот институт и на Македонската опера и балет за организацијата на вечерашниот концерт, со кој не само што го одбележуваме 25 годишниот јубилеј на дипломатски односи, туку ја славиме убавината која не поврзува, уметноста и францускиот јазик, во кој што, за жал, јас не сум посебно вичен. Посакувам да продолжиме да ја градиме иднината заедно и да славиме уште многу заеднички јубилеи, сплотени во големото европско семејство. Ви посакувам прекрасна вечер. Je vous souhaite un excellent soir. Ви благодарам, господине министре. А сега, почитувани гости, драга публико, би сакала да ве поканам на уживање во кое што ќе учествуваат нашите убави гости. На оваа свеченост со нас се вечерва Елена Голомеова, певица која ни доаѓа од операта во Ница. Жак Грег Белобо, бас баритон кој настапува на сите светски сцени. И секако, оркестарот на Македонската опера и балет под диригентската палка на маестро Иван Еминович. А по концертот ве поканувам на освежување во холот на Македонската опера и балет. Уживајте! Бон суаре!
Sa
s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis un grand martyr. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir va chanter. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les saveurs. L'Empire se construit sur un œuf pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, des musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous l'hôtel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien
s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour donnera l'immortal, tant que mon corps frémira sous tes mains. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, quand tu pars.
n'ai droit qu'au bourdonnement. Je n'ai droit qu'au bourdonnement. Ah, la belle mouche, le joli prudent. Ah, la belle mouche, le joli prudent. Chantons, chantons ma chanson. La belle mouche, Ma chanson la touche. Chantons ma chanson. ah, la belle mouche, le joli fredon. Belle insecte le doré, veux-tu rester mon compagnon? Ces lieux dont tu forces à l'entrée, hélas, me servent de prison. Ne me quitte pas, je t'en prie, reste prendre bien soin de toi. Oh, je t'aimerai, mouche jolie, reste avec moi, je t'aimerai, mouche jolie. Quand il faut se faire adorer, il faut se laisser désirer. Je la tiens par son odeur, Pas encore, pas encore, je la tiens par son odeur. pas encore, pas encore. Fais la méchante, la méchante, la méchante. Je fais du sel, ma charmante, ma charmante. Fais la méchante, la méchante, la méchante. J'ai fait du sel, ma charmante, ma charmante. Et Et bien le le droit c'est de m'en qu'un servir. J'ai bien le droit de m'en servir. de cette gaze légère, sans l'étouffer, je puis faire un filet à papillon. Attention, attention. La voluprise, plus de résistance. La voluprise, la voluprise. La plus prise des deux n'est pas celle qu'on pense. La plus prise des deux n'est pas celle qu'on pense. Chante, 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 chante. Zizi, zizi, Ah, je la tiens, je la tiens, je la tiens.